Добар ден, добре дојдовте во денешното видео. Продолжуваме со темата COVID-19. Како што најавивме, одиме по сите поважни аспекти, тие за кои што добивме прашања, за кои што знаеме дека има интерес, едно по едно да ги објасниме. Минатиот пат зборувавме за витаминот D и COVID-19, овој пат ќе зборуваме за цинкот и COVID-19. Изворедно интересна, но и важна тема, се чини дека се повеќе има научни докази кои што упатуваат во правец дека е правилно да се зема цинк. И сосема накратко, денеска прво ќе дадам вовед за цинкот, значи мало објаснување зошто цинкот се поврзува со имунитетот, на кој начин. Второ, ќе ги објаснам тие научни студии кои што се поврзуваат со COVID-19, значи кои што се направени во последните неколку месеци и објавени во респектабилни журнали, научни, медицински. И трето, на крајот, со малку практични совети за тоа колку од прилика е дневната доза или дневната препорачена доза на цинк и каде од природни извори цинкот може да се најде. Почнуваме. Цинк клучен микроелемент за имуниот систем. Ако се сеќавате, минатиот пат зборувавме како витаминот D е имуномодулатор. Значи тоа беше зборот кој што важеше за витаминот D. Меѓутоа тука кога зборуваме за цинкот, зборуваме за него како за клучен микроелемент за имуниот систем. Значи тој учествува во самото функционирање на имуниот систем и без него настануваат низа проблеми. Прво да го истакнеме тоа што досега го знаеме. Значи, досега првата работа што би ја истакнал дека се знае со сигурност, значи не е предпоставка, не е шпекулација, туку е со високо ниво на доказ, тоа е дека високите концентрации на цинк во клетката, во самата клетка, го нарушуваат размножувањето на неколку РНК вируси, претходно познати, а и коронавирусот, овој со кој што сега имаме проблем, и тој спаѓа во таа фамилија на РНК вируси. Значи, ние веќе имаме од порано сосема јасно докажано дека цинкот кај РНК вирусите помага. Второто кое што со сигурност го знаеме и спаѓа дел во базичната медицинска наука, во имунологијата, цинкот ја поттикнува цитотоксичноста и започнувањето апоптоза. Нема да навлегувам во детали да ги објаснувам овие карактеристики на имуниот систем, тоа не е функцијата на оваа видео. Меѓутоа, сакам да го истакнам моментот дека еве второ нешто кое што со сигурност го знаеме и кое што го поврзува цинкот со имуниот систем и со неговиот правилен одговор. И трето, при недостаток на цинк, знаеме дека доаѓа до нарушена функција на имуните клетки и ниските нивоа на цинк водат до зголемен ризик од болести. Не само зголемен ризик од инфекции, туку зголемен ризик и од автоимуни заболувања, каде што очигледно повторно имунитетот има централна улога, нели? Но и кај зголемената инциденција или зголемената појава на малигни болести, бидејќи нашиот имун систем не брани само од надворешни непријатели, не брани и од внатрешни непријатели, односно од малигните клетки. Така што, доколку има недостаток на цинк, ова досега е кристално јасно на медицинската наука, знаеме дека имунитетот не функционира целосно. Ова беше досега што го знаеме. Значи, тоа е нивото на докази поврзани со имунитетот и цинкот. Но сега преминуваме на вториот дел. Како цинкот е поврзан со COVID-19? Што знаеме во моментот? И јас ке се повикам на две научни студии, кои што се правени на различни центри, меѓутоа доста добри по својот дизајн и по тоа дека се објавени во журнали кои што се за почит. Прво, ниско ниво на цинк асоцирано со лош исход, се мисли лош исход од COVID-19, и втората ќе оди во правец ниското ниво на цинк како води кон компликации. Двете работи секако се поврзани, меѓутоа ние можеме за секоја научна студија да се држиме само за тоа што таа научна студија го кажува. Значи го кажавме воведот за цинкот, одиме сега конкретно за поврзаноста на цинкот со COVID-19. Името на оваа научна студија вели ниските нивоа на цинк при прием во болница се поврзани со така наречен лош исход или фатален исход или зголемен морталитет од COVID-19. Значи, тоа што го истражувале колегите се нарекува корелација, поврзаност. Значи, тука не зборуваме за ако имаш понизок
цинк, тогаш со сигурност ќе имаш смртен исход од COVID-19. Тоа го немаме тоа како доказ моментално. Можеме да го кажеме само тоа што го кажуваат научните студии, а тоа е следното. Средното ниво на цинк кај тие кои што починале, 21 на број, го гледаме овде, 43 изразено во соодветните единици во кои што се мери, и кај излекуваните во конкретната студија 228, средното ниво на цинк го гледаме 63,1 и лесно е да ја направиме споредбата, компарацијата помеѓу кое било средното ниво на цинк кај тие кои што починале и кај тие кои што биле излекувани. Значи, многу јасен резултат, кој што води на, укажува на јасна корелација. По високи нивоа на цинк, при тоа, било докажано дека водат кон пониски нивоа на интерлеукин 6, а знаеме дека тоа е дел од целокупната, еден од цитокините кој што може да биде проблематичен ако е во превисоки нивоа кај COVID-19, при што, еве го тој заклучок од самата научна студија што вели, пониски нивоа на цинк од 50 микрограми на децилитар на прием, во 2 до 3 пати водат до зголемен ризик од смрт во болница. Значи, дали на пациентите, дали било 50, таа, да речеме, точка на пресекување, под тоа или над тоа дали е цинкот, гледаме дека се покажало во оваа научна студија дека има големи разлики, дури до степен да има 2,3 пати поголем ризик од смрт кај тие пациенти со понизок цинк. И второ, како заклучок, ниски нивоа на цинк при прием во болница се асоцирани со зголемен морталитет од COVID-19. Значи, тоа е оваа научна студија е правена во така наречениот прв бран во Барселона, во Шпанија, и таа јасно покажува на тоа дека би заклучил дека ако пациентот и однапред има ниско ниво на цинк кога ќе биде примен во болница, може да се очекува дека постои одредена поврзаност кај тие пациенти со потенцијален лош исход од COVID-19. Втората научна студија е во сличен правец, но докажува малку поинакви резултати. Впрочем, таа вели дека има, ако веќе е јасно докажан недостатокот или дефициенција од цинк, дека има повеќе компликации. Значи, цинк дефициенција е поврзана со зголемени компликации. При што, еве ги резултатите нивни, пациенти со недостаток на цинк имаат 70% од нив имаат компликации, а пациентите кои што немаат недостаток на цинк, кај нив 30% имаат компликации. Доста јасен резултат, при што пациентите кои што имале недостаток на цинк останале подолго во болница. Ова одбрав само две. Намерно решив да ги правам малку пократки видеата и да не оптеретувам многу со научни студии, меѓутоа само со избраните научни студии кои што одат во правец, кои што го докажуваат тоа што ни е важно во однос на COVID-19. Конкретно сега, минатиот пат зборувавме за витамин D, сега денеска зборуваме за цинк, наредниот пат сакам да зборуваме за мелатонин, за релативно ефтини, достапни додатоци кои што може очигледно да направат разлика. За крај би сумирал. Дневно препорачаниот внес на цинк за возрастни мажи е 11 мг, за жени и за деца е 8, ако речеме некоја средна вредност 10, и имајте го тоа во предвид ако веќе земате суплемент, од која количина земате. Значи, ако целокупниот дневно препорачан внес е од прилика 10, 11 за мажи, 8 за жени и за деца, за бремени 12, од тука раководете се кој и каков суплемент ќе земете и колку да има. Но го има и во храната секако. Здрава храна богата со цинк во мешункастите плодови го има, во јатките го има, во полнозрнестата храна и интересно во чоколадото, во црното чоколадо доста го има. И би го одвоил месото и млечните производи, кај нив исто така го има, меѓутоа не би можеле да го вброиме во дневно земање на големи дози од овие конкретно производи со цел да не се направиме белјапак на друго нешто. Така што цинкот има повеќе начини, од повеќе места да го земеме. Последното нешто за кое што би зборувал е така наречениот
принцип на предпазливост и со тоа би го завршил денешното видео. Што значи тоа? Ние можеме во медицината да одбереме така наречен став безбеден, кој што вели вака. Додека не видам во научни протоколи, моите колеги може да одберат таков став, додека не видам во последните протоколи за лекување дека ми е дадено тоа и тоа, јас не го давам на пациенти. Тоа е безбеден став, без друго. Меѓутоа, од друга страна, вака кога имате докази за нешто што може да помогне, но не може да наштети, и цинкот земен во овие препорачени дози, и витаминот Д земен во тие препорачени дози, па и мелатонинот во соодветните дози, нема начин да направат штета, но има потенцијал да направат многу корисна работа, значи може многу да помогнат. Во такви ситуации, не во медицината, во науката за животна средина би ја употребил, се користи така наречениот принцип на предпазливост или precautionary principle, кој што вели дека дури и кога не сме докрај сигурни во нешто и кога доказите не се баш 100% и не се многу студии направени низ различни центри, метаанализи кои што 100% докажуваат, но се јасни и конзистентни тие научни студии кои што веќе ги имаме, тогаш прифаќаме да делуваме малку и пред време, каде што значи нема ризик по човечкиот живот, кај што испочитуван првиот принцип во медицината primum nil nocere, или најнапред да не наштетиме, тогаш можеме да пристапиме кон применување. Јас под таа слика, под таа парадигма сум поддржувач на употребата на овие без друго научно докажани суплементи, и витаминот Д, и цинкот, и мелатонинот, и сепак за крајот би завршил, без разлика кој какво мислење има за председателот на Соединетите Американски држави, и нему во лекувањето од тој протокол кој што беше објавен, и нему во лекувањето му беа и витаминот Д, и цинкот, и мелатонинот дадени како поддршка на терапијата официјална која што ја зема. Така што ако најдобрите центри во светот за лекување на председателот на Соединетите Американски држави му препорачале цинк, јас не мислам зошто ние не би требало тоа да си го ускратиме на самите себе. Ви благодарам многу за вниманието. Наскоро во следните денови се враќаме на темата мелатонин и COVID-19. Ви благодарам.